Синдикатот на културните работници денеска одржува протестен совет пред Министерството за култура и туризам. Повод е, како што велат, ударот врз достоинството на културните работници, ненавремените и јасни насоки за пресметка на плата од Министерството за култура, постојаните обиди за непочитување на колективните договори, што резултираше со доцнење на платите. Денешниот протестен совет го следи колегата Сотир Трајков. Сотир, една од пораките на културните работници е дека културата не е трошок, таа е основа на секое општество. Повели со другите детали. Така е, Александар, само што започна протестот на Советот на Синдикатот за култура во проширен состав, значи со членството на Синдикатот за култура, веќе се обрати председателката на Синдикатот за култура Вера Атанасовска, која кажа дека всушност причината зашто се собрани, а тоа се неисплатените мартовски плати до 15 април, што со зголемувањето што им следува согласно колективниот договор за култура, а е поврзано со порастот на минималната плата, односно усогласувањето со минималната плата, и поради тоа од Синдикатот за култура рекоа дека всушност се работи за удар врз достоинството на културните работници и уметници кои за најголемиот христијански празник Великден не ги добија заслужените плати. Тие за тоа обвинија 5 вработени во Министерството за култура, значи администрацијата, и затоа овдека на почетокот предлагам да ја слушнеме таа изјава која ја кажа од пред Министерството за култура председателката на Синдикатот за култура. Групата од само 5 суперхерои кои себе си гордо се нарекуваат Министерството и оваа година никако не пропуштија да не разочараат. Храбро се бореа да зачуваат една специфична традиција. Традиција на протести во април на културните работници. Тие во името на правдата најношалантно и тотално неодговорно се понесоа кон вработените во институциите, не давајќи им никакви навремени насоки за постапување при новите пресметки на плата. Најверојатно да го уживаат самиот чин на воајерство на празните трпези за Великден на над 3000 вработени. Председателката на Синдикатот за култура во оваа пригода кажа дека проблемот не е нов со доцнењето и неисплаќањето на платите со порастот согласно колективниот договор и порастот на минималната плата. Рекоа дека тој проблем е од 2021 година, а во 2017-18 посочија примери кога всушност не бил регулиран статусот на вработените во културата согласно колективниот договор и како што рече председателката на Синдикатот за култура, тогаш тоа не им пречело на надлежните, поточно на Министерството за култура и самиот министер, а еве оваа година сме сведоци дека тоа е проблем. Председателката на Синдикатот за култура во оваа пригода изнесе неколку барања овде пред Министерството за култура, па предлагам да ги слушнеме и нив. А тоа се почитување на колективниот договор, транспарентност и подобри услови за работа. Повеќе од Вера Атанасовска во изјавата. Бараме да се почитуваат колективните договори и законите. Бараме достоинствени услови за работа и достоинствен однос кон народот кој што е дел од самата култура како величие публиката. Бараме транспарентност и професионално управување со културните институции, ослободени од партиска контрола. Бараме стратегија за развој на културата и закон за култура со учество на културните работници во нивното изготвување. Бараме соодветни унапредувања на вработените и валоризација на стручните звања. Бараме крај на понижувањето. Председателката Атанасовска во оваа пригода исто така кажа дека состојбата не може да се толерира и дека тоа трае веќе многу години и од тие причини овде се вработените во културните установи, но и уметниците кои, како што рековме и на почетокот, не ги добија зголемените плати за март, односно до 15 април. Она што неофицијално дознаваме е дека од Министерството за култура
добиле некакви насоки за пресметка на платите, но ниту се според стариот начин, значи без покачувањето од 8,5% согласно порастот на минималната и колективниот договор за култура, ниту пак се на нов начин со тој пораст согласно минималецот. Останува ова информација, потоа во денот да ја провериме и со повеќе информации да известиме во следното издание на вестите.